Врачени признанијата и орденот Свети Никола во соборниот храм во Штип. Вчера вечер по вечерната богослужба, заслужните штипјани за годинава врака ја добија својата заслуга. Делото на Свети Никола треба да продолжи преку сите нас, со што ќе си помагаме и ќе работиме честно, истакна градоначалникот Иван Јорданов, кој додатно посочи да не дозволуваме да имаме поделба по било која основа. Од срце тој им се заблагодари им честите на добитниците за нивната работа и придонес за да нашиот град биде представен во вистинско светло. Ми представува особена чест и задоволство да ви се обратам токму од соборниот храм Свети Никола на денешната свечена седница, када ќе бидат доделени орденот и признанијата по повод верскиот празник и патрон на градот Штип, нашиот заштитник Свети Никола. Овогодишни добитници на признанието Свети Никола се КТМ Energy Solution Doyle, кои се вистински пример за општествено одговорна компанија која помага финансиски во сите сегменти од општествениот живот. Доктор Александар Митевски, хирург и наш почитуван сограѓанин, кој со својата работа остава траен белег во македонското здравство. Територијалната противпожарна единица Штип, професионалци во својата работа кои пожртвувано се борат со природните непогоди, секогаш спремни да одговорат на задачата. Одбојкарскиот клуб Угада Штип, освојувачи на Купот на Македонија во одбојка за 2024 година. Спортски колектив кој докажа дека кога се работи нешто со љубов и посветеност, нема непремостливи граници. Честа оваа година да го добие орденот Свети Никола припаѓа на нашиот сограѓанин Бојан Миовски, фудбалски репрезентативец и член на фудбалскиот клуб Жирона од Шпанија. Дека ваквите признанија се од особена важност за оние што се стекнуваат со нив, согласни беа добитниците, бидејќи како што велат за медиумите, со ова тие се многу почестини и срдечно се заблагодарија на градоначалникот Јорданов. Голема чест и задоволство е да се добие вакво признание, посебно во мојот град, кој што представува и мој дом. Исто така голема благодарност и тоа и посветеност на татковците на нашиот град, кои што дошле до идеја дека треба да добијам вакво признание, бидејќи од овој град потекнуваат многу големи имиња кои со својата работа секако го воздигнали нашиот град Штип и нашата татковина Република Македонија. Благодарност огромна нели за ова признание на општина Штип и на градоначалникот Иван Јорданов. Секако нели нашиот труд се на овој начин вреднува од општината и сме многу благодарни. Ова е еден начин и поттикно и обврска ова признание да ние продолжиме со истото темпо, да не застанеме тука и нашиот град да го промовираме во најдобро светло преку одбојката. Ова признание за нас како територијална противпожарна единица е од голема важност, бидејќи сме хумана професија и ќе продолжиме во наредниот период да бидеме хумани луѓе, да бидеме 24 часа на располагање на граѓаните на општина Штип и пошироко. Сферата на образованието ја препознавме како една сфера во која што треба да вратиме за нашите деца да останат во нашата држава, да го спречиме исилувањето од државата, Штип да биде град во кој што иселениците ќе се враќаат, а не и понатаму да продолжи исилувањето. Тоа ќе биде наш мотив и во иднина да продолжиме на ист начин. Инаку самиот настан се одржа веднаш после вечерната божествена литургија по повод празникот на Светиот Николај Чудотворец Мирликиски, а на истиот присуствуваа представниците од локалната самоуправа, представници од Брегалничката епархија, како и граѓаните на општината.